Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. По вчерашните претреси на финансиската полиција во Прилеп, прибраната документација од болницата се анализира. Трговците во малопродажба од 18 април ќе треба да ги објават јавно цените на сите производи на своите веб страни. За непочитување, казните се движат до 10.000 евра. Од денеска изложба на уметницата Марија Трпеска во ликовната галерија во Прилеп. Времето денеска облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот и ноќта локални врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. По вчерашните претреси на 8 локации во Прилеп обезбедена е целокупна документација за финансиското работење на Прилепската болница од 2020 година па до денеска. Сега документацијата ќе се анализира, велат од Прилепското основно јавно обвинителство. Оформен е предмет во фаза на предистрага заедно со финансиската полиција. По претресот кај осомничени лица на 8 локации е обезбедена документацијата. Се вршат проверки и на тендерска и на целокупна книговодствена и сметководствена документација. Обезбедена е и електронска материјална документација како докази, вели основниот јавен обвинител од Прилеп Стефчо Бинуски. Од обвинителството поради предистрагата не откриваат за колку осомничени лица станува збор, само дека се повеќе. Претресите на 8 локации во Прилеп и предистражната постапка се поради сомневање за кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување во врска со финансиското работење на општата болница со проширена надлежност од Прилеп, а се анализира документацијата од 2020 година до денеска. Од болницата велат дека во моментот работат со деблокирана сметка, а долговите моментално се околу 100 милиони денари, што е половината од затекнатата состојба пред повеќе од 6 месеци. Трговците да ги подготват онлайн ценовниците, кој ќе се спротистави ќе плати казна до 10.000 евра. Ценовникот треба да содржи назив на стока, производ, трговска марка, модел и слично, продажна цена со ДДВ, единечна цена по килограм, литар, метар, опис на стоката, достапност во продажен објект, редовна цена со ДДВ, промотивна цена или цена на попуст во проценти, вид на промоција, дали е тоа промотивна понуда, пакет за лојалност или сезонски попуст, како и време траење на промоцијата или попустот. Веќе во четврток, утре, трговците кои вршат дејност трговија на мало треба да ги имаат подготвено ценовниците за објавување на своите веб страници, а да можат граѓаните веќе в петок, кога стапува во сила законската обврска за објавување на цените, да биде објавена. Потсети денеска на пресконференција министерот за економија Бесир Дурмиши.
Во текот на вчерашниот ден се исплатени 4574 млекопроизводители со вкупен износ од 290.614.813 денари. Од Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство и денеска информираат дека извршена исплатата по основ на произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко по програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024 година за периодот јули-декември 2024 година. Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по литар за кравјо млеко и 6 денари по литар за овчо и козјо млеко. Субвенциите по основ на произведено и предадено млеко за 2024 се целосно исплатени. Редовната исплата на субвенциите е приоритет на кој што работи Министерството за земјоделство, соопштуваат од таму. Од денеска 16 април од 18 часот во ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп ќе биде отворена изложбата Артефициелни факти во проширена реалност од уметницата Марија Трпеска. Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам во програмата за 2025 година. Проектот Артефициелни факти во проширена реалност се фокусира на ромите и ромската култура, стереотипите поврзани за ромите и колку се тие прифатени и видливи во општеството како рамноправни граѓани во нашата држава. Две информации од полициската хроника. На 16 април во 00 часот на улица Орде Чопела во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп ги лишиле од слобода лицата ВА 22 годишен, СА 36 годишен, БИ 26 годишен и ГА 32 годишен, сите од Прилеп. При преглед кај ГА била пронајдена прашкаста и грудчеста материја, додека при преглед во патничко возило Опел со битолски регистарски ознаки во кое се превезувале, а го управувал ВА, била пронајдена марихуана. По документирање на настанот ќе следува соодветен поднесок. На 15 април во 18 часот и 10 минути на булевар Гоце Делчев во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода лицето ИДЖ 27 годишен од Прилеп затоа што кај него била пронајдена марихуана. По документирање на настанот ќе следува соодветен поднесок. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен, а наместа повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во Прилеп времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Кон крајот на денот ќе има врнежи од дожд и услови за појава на ретки грмежи. Ќе дува умерена и повремено засилен ветер од југоисточен правец. Минималната температура се спушти до 8, а максималната ќе достигне до 20 степени. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека до петок ќе се задржи променливо облачно и нестабилно време со повремени локални врнежи од дожд наместа поројни, проследени со појава на грмежи и засилен ветер. Во деновите од викендот времето ќе биде стабилно, сончево и топло. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.